Неколку напуштени објекти лоцирање на самиот мост на Кочанска река среде градскиот пазар со години со опасно жариште за ширење на заразни болести и извор на неподнослива смрдеа. Се работи за приватни деловни објекти кои од разни причини останале празни и запуштени, па поединци ги користат за вршење нужда и фрлање на разни продукти и предмети. Таквиот однос дополнително ја загадува животната средина, поради што реагираат граѓаните кои живеат во близина, но и оние што тука минуваат. Ово е тука за на никаде, да ви кажам. Шо е ово? Ни излук нема, ни прозори, ни врати, ни ништо нема. Кај нас ово е тука беше едно време кога го направија, многу убаво беше, многу убаво беше. Ово е страмота тука и греота. Ово се е правило едно време, а сега гледаш шо е. Депонија. Тие рушеви многу са гадни. Смрдат, меришат, народ оде, на пазар се оде, шетат натам напред беа кога работеа, беа чисти, како такова и добри беа. Сега, да не ти кажувам, што веќе нема у нив, не е имало. Гадни се и погадни. Најалармантна е ситуацијата во пазарните денови, кога овде се поставуваат тезги и минуваат голем број пазарџи. Особено во летните месеци, кога високите температури ја влошуваат и без тоа лошата гледка и зголемуваат неподносливата реја. И па како не е, па погледнете внатре, шо е тоа да? Погледнете, тука деца одат на одмори, скачат од школата, одат и по доручок тие работи. Треба да се искористе, а не они го направија, кој тука бурајчилница, кој бербер беше, кој имаше тука мајтор за бела техника, ништо, се. Самите гледате, ни лустери нема, ни осветление нема. Кога го направија, знаеш колку осветление имаш? Ѓубре, смрдлавина, пазарите тука треба да биде се чисто, се да биде онадена. Ама ја не знам што ги запустија тие такова, ги зградички тука ги онадој и се са ѓубре. Те са малку некој изметел, ама не напред, до една недела. Тоа не се улеваше тука, не се излева да те гад да поминеш по улицата, по тоа на пазар да идеш, да онадеш. Ова жариште е потенцијална опасност за децата, особено учениците од Општинското основно училиште Раде Кратовче, кои често тука се движат и знаат да се заиграат околу популарните печурки. Проблемот со напуштените објекти е пред се во нивните сопственици, но се чини крајно време инспекцијските служби да притиснат за негово решавање во интерес на граѓаните.